Јас како представник од Сдруженијето на диабетичари во Струмица гликоза, денес и сум диабетичар тип 1, денес бев за инсулин, веќе трети пат за рок од 2 недели и нема инсулин. Значи нема доволни количини инсулин. Рекој да ти позајмиме едно пенкало, 2, значи тоа не стига. И ако правиме така да позајмуваме, само ствараме стрес на системот кој што веќе е под стрес со целава корона ситуација. И сега се надеваме дека Министерството, не знам дали се тендери или што и да е спирката, што е кочењето, дека ќе биде решено многу скор, во најскор можен рок, за да може да ние пациентите го добиеме она што ни треба. Пошто ако немаме инсулин, не може да јадеме, значи немаме ни квалитетен живот, а може и многу големи компликации. Ако не се прима навремено инсулин, може да дојде до хипергликемија или високо ниво на гликоза во крвта, што може потоа да доведе до кома. Значи тоа е сериозна работа, не е некој апче аналгин, нема аналгин, еве ти бруфен или што ли не. Значи инсулинот е сериозна работа и треба да го има во оние количини кои што се предвидени во системот за секој пациент, а не вака да позајмувам. Така, од прилика, претпоставувам дека знаете колку жители од Струмица им е нужен брзиот инсулин. Знам дека таа бројка е повеќе од 50, ако не и повеќе од 100. Сега проблемот е што немаме официјален регистар на пациенти, на инсулинозависни пациенти, што им е потребен, еве пример Апидра инсулинот. Мислам дека се повеќе од 50, пошто нели контактираме по мрежи, по се, и се снаваѓаме кој позајмува ленти, кој позајмува Ново Рапид, Апидра, значи за бавно делувачките ги има, ама тие не се толку проблем, тие се примат на 24 часа еднаш. Значи не е толку страшно да го нема, пошто ќе се снајдеш и малку. И трае едно пенкало, трае например и 2 недели до 1 месец. А за брзите инсулини тие траат многу малку. Значи треба да се боцкаш колку пати јадеш, толку се боцкаш и траат најчесто недела до 2, не, повеќе не може. Значи понекогаш има некои што се на поголеми дози, едно пенкало им стига за 3 дена до 4. Значи мора да го има во доволни количини.